Со свеченост денеска се одбележа 34 годишното постоење на ВМРО-ДПМНЕ. Мандатарот Христијан Мицкоски во својот говор го честита 34-тиот роден ден на партијата, посочувајќи дека продолжуваат да работат одговорно и во согласност со потребите на народот. Честа е огромна да се одбележи создавањето на партијата која со своето постоење се вгради во создавањето на независна Република Македонија и над 30 години е сопатник ни сите премрежја, искушенија и големи радости, таги и прослави на нашата татковина. На денешен ден, пред точно 34 години, се создаде ВМРО-ДПМНЕ, кој не беше само природен порив на македонскиот народ за автентично политичко организирање во зората на распаѓањето на Југославија и потребата за осамостојување на Македонија, туку ВМРО-ДПМНЕ беше и природен порив на многу македонски семејства кои беа подложни на прогон во комунистичкиот режим, но секогаш сонуваа и се бореа за своја независна држава. Инаку веќе се познати имињата на кандидатите за нови министри во владата. Панче Тошковски е предложен за министер за внатрешни работи, Александар Николовски вице-премиер и министер за транспорт и врски, а министер за одбрана Владо Мисајловски. Гордана Димитриевска Кочовска е предлогот за Министерството за финансии, Тимчо Муцунски предлог за министер за надворешни работи и надворешна трговија, Златко Перински за локална самоуправа, Стефан Андоновски за информатичко општество и администрација, додека Борко Ристовски е предлогот за новото Министерство за спорт. Сања Божиновска е предлог министерка за енергетика, предлог за прв човек во земјоделие е Љупчо Трипуновски. Актерот Зоран Љутков е предлог министер за култура и туризам, а министерка за образование и наука Весна Јанеска. Денеска треба да се официјализираат имињата на кандидатите за министри од коалиционите партнери Знам и Вреди. Мицкоски најави дека новиот владин состав ќе го достави на 18 јуни во собрание, а очекува владата да биде избрана на 22 до 23 јуни.